Добро вечер од студиото на продукција Скок, добро вечер од YouTube каналот Дургутов. Добро вечер за сите оние што не поддржуваат и сакаат да не гледаат, но и за оние што не гледаат, а не поддржуваат. Вечерва за вас одбравме една рубрика Верувале или не? Рубрика која што беше популарна многу децении наназад. Е сега, верувале или не, оваа рубрика ја посветуваме на фудбалски клуб Вардар. На тоа што се случува во фудбалски клуб Вардар на тема Верувале или не, првата тема е финансиското работење на фудбалскиот клуб Вардар, финансиските транзакции или народски кажано трошењето на спонзорските пари. Зборуваме за 1 милион евра спонзорство од Новоматик. И верувале или не, милиончето од Новоматик се ситни, но спортскиот директор и извршниот директор, господинот Игор Ивановски и господинот Миленко Неделковски немаат ништо од милиончето. Веруваме или не? Лично не верувам, меѓутоа информациите се веродостојни. Познавајќи го пред се славниот Пурамен од минатиот век, мислам дека не постои дејство, активност, некоја работа поврзана со фудбалот, каде што тој може успешно или неуспешно да изработи, а да нема финансиски ќарота. Не верувам. Од друга страна, А зошто Миленко би бил во клубов сега, ако, како што имаме информација, не е на платен список на ФК? извршниот директор, популарниот Пурамен, дефинитивно не е на платен список на Вардар и најверојатно ќе дојде ден кога и самите тие ќе се произнесат за тоа и јавноста ќе дознае дека од овој 1 милион евра за нив нема заплата. Зборуваме дека не земаат плата. Да не се разбереме поинаку. А спортскиот директор, господинот Иди Ивановски, исто така не е на платниот список на Вардар. Значи, кога се дели платата, Неделковски и Игор Ивановски не се на платниот список. Верувале или не, така е. Верувале или не, просто и јасно тоа е. Они не се на платен список. А добро, има ли на некој друг начин како они би можеле да си го наплатат своето работење во ФК Вардар? Верувале или не, има информација каде што еден од трите заселувања од паранешните простори на Југославија, кој е презиме завршува на ИК, добил финансиска надомест, односно на неговата трансакцијска сметка се исплатени 1 милион и 150 илјади денари, отприлика околу нецели 20 илјади евра, како аванс на 6 негови плати согласно договорот. Како му доаѓа тоа ако се подели на 6? Па, најверојатно 2500-3000 Евра плата. плата месечно. Па тоа и не е нешто многу за наши услови. Не се тоа нешто, Да. например, да зимаат 6000, 10.000 За евра. добар фудбалер, Не се. од овие кои завршуваат на ИК, секоја чест 1,5 може би се добри, другите 1,5. А овој што земал, овој што ги земал тие 6 е удобрите или не? Верували или не знам. Првата тема од нашата денешна рубрика Верували или не може да остане полу завршено. Да ја завршиме другото. Или полуотворена или полузатворена. Треба да Зборуваме за дефинираме. финансиите, за платите што не ги земаат првите двајца луѓе кои што во моментот оперираат, работат со ФК Вардар. Авансното исплаќање на личниот доход, на платата, на дел од договорот е регулирано со договорот. Тука не е ништо спорно. Не е ни спорно дека секој фудбалер е газда на својата трансакционна сметка и дека тој располага со парите кои се негови и кои ги добил на легален начин. Сакаме да кажеме дека фудбалерот што завршува на ИЧ, со платите што ги земал 6 однапред, може човекот има некој кредит, може побарал, може купува куќа, стан, така, си ги земал и може да ги даде кому сака. може да Или ги да извади си од ги трансакцијската искористи, да си сметка и слободно, законски, најлегално, правно издржано да располага со нив. Значи тогаш е се чисто. На изглед, верували или не, изгледа така. Ајде, одеме со втората тема од верували или не, а таа се однесува, уште сме кај спортските директори. Значи, последните 8 спортски директори, ово е сега 9-ти, актуелниот е 9-ти. Замислете, верували или не, биле фудбалери. Последниот
Мислам дека не бил, не сум сигурен, ама не мислам дека господинот Игор Ивановски иди не играл фудбал. Кои се овие спортски директори на Вардар што биле фудбалери? Наназад од прилика 10-15 години, 20, еве некаде од 2000 година па наваму, спортски директори на Вардар биле Дарко Панчев, Васил Рингов, Драги Сетинов, Ацо Заковски Гризли, за жал покоен, Гоце Седловски краток период, Александар Баевски, Ѓоко Хаджиевски и предпоследниот Владко Колев, кој беше претходник на сегашниот спортски директори. Сите биле фудбалери. Овие сите играле фудбалери, почнувајќи од Панчев, знаеме каде, Владко Колев исто Вардарово дете, со добар талент, своевремено беше и на проба кус престои во Белградски Партизан. Да не зборам за Ѓоко Хаджиевски, Гоце Седловски, Александар Баевски, популарниот Бајо, де Вардарово. Навистина не можам да се сетам, иако го знам, иди многу долго време од времето на македонски спорт и сме си живееле, сме си биле пријателчиња, да речам. Убаво, супер сме си живееле. Ама навистина не можам да се сетам. Знам дека е од Дурфулија, потеклото му е од село Дурфулија, тоа беше Штипско негде така. Да, пред Што не значи апсолутно ништо, не го потенцирам. Добро, село имам еден малку пријатели од тамо познат. Да, не ми е тоа поентата. Значи тоа што го знам за него е тоа, беше момче кој што тогаш водеше фудбал. Се сеќавам, ќе направиме една емисија, заедно бевме кај тогаш популарниот, ултра популарниот Игор Котески, кога имаше една црна точка во животот, црна дамка. Верували ли не играл фудбал? Е тоа, верували ли не, јас на вистина не знам. Како Панчев, како Иди, браче, ја не знам дали си играл фудбал и верували ли не. Ако не си играл, си единствениот кој што од овие 9 не си играл. Но тоа не значи ништо, тоа е само еден момент од она што ние го извадивме во рубриката верували ли не. Третата точка во рубриката верували ли не, ние пласманот на ФК Вардар оваа фудбалска 2024-2025 сезона во однос на пласманот до 10-то коло од 2023-2024. Ај дај ни некоја информација. Значи, минатата сезона, кога Вардар се врати во првата лига, во првите 10 кола, 2023-2024 сезона, Вардар беше на 8 место, имаше 12 бодови и имаше гол разлика 9 дадени и 12 примени. Во сегашниве 9 кола, едно коло помалку, во актуелната сезона 24-25 година, Вардар е на 11 место со 7 бодови, од кои 3 се службени. Оние од Тиквеш во Кавалдаци, има постигнато 8 гола, од кои 3 се од службениот резултат во Кавалдаци, има примено дури 19 гола. Гол разликата е 8-19. И верували ли не, во првата сезона, кога Вардар беше предаден од Александар Вазовски, клубската каса беше празна. Тоа го тврдам одговорно, како дел од тогашната структура на Вардар која даваше некоја подршка на фудбалериве од аспект на пиар работење и немаше пари. Морам да кажам. А оваа година имаме колку? Верувале ли не? Со колку почна сезоната? 1 милион од Добро, добро, верувале ли не? Да. Верували ли не во контекст на ова што го кажа претходно? Портпаролот Другутов се уште е портпарол на ФК Вардар на хартија. Верували ли не? Да. Уште те водат во ФФМ дека си портпарол. Неофицијално да, верували ли не? No комент. Добро, па јас еве веднаш да кажеме дека немаме подточка на ова што сега ќе го кажам, но имаме уште една интересна работа за верували ли не. Дали до сега, од постоењето на ФК Вардар до сега, имало назначување на председател, односно спортски директор или извршен директор, а да немало извршен одбор, надзорен одбор, имало ли до сега? Верували ли не, такво нешто немало. Такво нешто не се случило, нити ќе се случи. Ова е преседан и нонсенс. Само еден класичен пример на најновото назначување денес, на 7 октомври 2024 година, Чедомир Јановски, поранешен фудбалер на Вардар и репрезентативец, е назначен за тренер на Кипар, ми се чини, и во официјалното сообщение пишува бордот на директорите на клубот, каде што Чеде Јановски е назначен, го назначи, го избра и го наименува за тренер на клубот. Значи, бордот на директорите го наименува тренер. No коменти за ова. Добро, да предеме веднаш на следната точка. Верували ли не? Го верували ли не? Следната точка
е нешто околу Да кажам јас. ајде повели, кажи ја. Околу головите на Верувале ли не, на последните два надпревари, на гостувањето во Шкендија и на домашен терен, на градски стадион против Струга, Вардар прими по 4 гола. По 4 парчиња во мрежата на Гача. Никогаш не се случува тоа? Верувале ли не, барав наназад низ хронологијата, во самостојна прва фудбалска лига на Македонија сигурно се нема случено. Во поранешна прва фудбалска лига на Југославија не можев толку да истражувам, меѓутоа 90% сум сигурен дека Вардар никогаш едно по друго на два надпревари не примил по 4 гола. Жално. Жално. Тоа е. Ај едно джинглче. Ајде. Верувале или не, фудбалски клуб Вардар може да влезе во Гинисова книга на рекорди на светско ниво кога се во прашање брзината на менување на тренерите. Колку е прецизно? Верувале ли не? 19 август, после победата против Пелиста на градски стадион заминува Горас Михилов. Доаѓа Горан Петерски Чунгалунга. Заминува на 1 септември. Горан Петерски Чунгалунга, на 3 септември доаѓа Сргин Закариевски. Од 19 август до 3 септември, помалку од 15 дена, или 2 недели, 15-16 дена, тројца тренери во Вардар. Воопшто не ни е смешно. Значи воопшто не ни е смешно. Ова е сериозна работа. Да, многу сериозна. Во рубриката Верувале или не, за околу 2 недели тројца тренери на ФК Вардар. Така велат бројките, ако сакаме- грешиме нека коментираат гледачите, нека не исправат. И сакаме резултати. Какви резултати? Тешко. Има уште многу за верувале или не слични вака. Уште една точка од верували или не. Мојот миленик, ќе кажам, уште од предминатата сезона. Азер Омерагич. Верували или не? Не беше во стартниот состав на овие два надпревари, не беше, така? Да не На грешам. гостувањето во Тетово против Шкендија не влезе во игра, а на последниот надпревар против Струга на градски влезе 65-70 минути. Значи, верували или не? Азер Омерагич не е во првата постава на ФК Вардар, нели ФК Вардар стартува со 11 фудбалери, претходно цело време го хејтаа дека што е Азер во прва постава, Вардар стартува со 10. Еве го Азер, не беше во стартните состави, ама Вардар. Прими два пати по 4 парчиња. Два пати изгуби. 4 Сега, гола и да 4. не биде ова, Другутов, да не биде ова нешто Азер, еве поедно сакам и да го поздравам. На вистина ми еве кажувам отворено, има уште два тројца фудбалерчиња млади. Коректен дечко. Многу симпатично момче ми е мене и навистина ми е милен. Кажувам искрено, тоа не значи дека го оправдувам како игра, апсолутно. Но еве го Азер, верували или не е во стартните состави. Каде е Филип Гачевски, во верувале или не? Чудно. Филип Гачевски, јас не се сметам за голем познавач на фудбалската игра, иако пратам фудбал од која знам дека за себе. Значи, Гачевски брани нешто што не може да се одбрани, а прима голови нешто што може да го фати некој просечен голман. Верувале или не? Филип Гачевски, популарниот Гача, брани зицери, а од публиката стигнуваат скандирање Гача Местач. Да веруваме или не? Гача Местач. Па, за ова оставаме на вас. Дали веруваш или не околу амбициите на Вардар? Како беа? Верували или не, ФК Вардар настапи, мислам дека Срđan ја даде таа изјава, Захариевски. Мислам Не. дека, не? Пардон. Првата изјава за амбициите на Вардар дојде за време на подготовките. Дека одат. Да, од тогашниот тренер Горас Михаилов. Во стил дека на Вардар му личи само висок пласман, борба за прво место, излез во Европа. Следуваше со слична изјава еден од капитените Мицевски, кој истото го потврди, карикирано дека Вардар има амбиции, и ред други, да не речам Филип Гачевски, популарниот Гача, и неколку други фудбалери. Сите овие заселувања кои дојдоа, најверојатно некоја клубска стратегија, политика не навлегуваме,
излегува со изјави на првиот чекор во Вардар дека Вардар е силен, моќен и дека Вардар ќе атакува на првите 3-4 места. Верувале или не, Вардар е третиот позади. Не го верували или не. Тажно. Од првите изјави дека ќе атакуваме на првите 4 места, верували или не, сега ќе се бориме за опстанок во првата лига. Ај уште еден джингл. Ајде. Верували или не е лесно да зборуваш критички за клубот што го сакаш. За клубот за кој што некогаш си играл, за клубот за кој што целиот живот навиваш. Искрено, овие моменти, овие неуспешни резултати, оваа катастрофална игра на варварците носи очај, носи безперспективност, носи критички тон, носи тага, носи сага, носи дури нервоза во приватните животи на луѓето кои се долги години наназад врзани со Вардар. Но верували ли не, овие податоци кои ги изнесовме во нашава вечерашна емисија со наслов верували ли не, се тие. Тоа е вистината, а на вистината не и треба јавна подршка за да биде вистина. Може би некаде и грешиме, но 95-99% низ овие бројки, резултати, примени, освоени голови, финансиски, буџет, клубски, тоа е вистината за Вардар. Верували или не, ние ќе продолжиме да го следиме Вардар, ќе продолжиме да го сакаме Вардар, ќе продолжиме да веруваме дека Вардар ќе излезе од оваа незавидна ситуација. Тоа го сакаме ние, тоа го сакаат луѓето што се околу нас, тоа го сакаат младите момчиња на трибините таму на запад, тоа го сакаат и оние малубрени што се уште можеби заради овие причини кои што во оваа рубрика верували или не ги изнакажавме, можеби заради тоа не доаѓаат на градски. Но од ова не треба да се бега. Од овие показатели, од овие факти за Вардар, не треба да се бега. Не може да се крие дека ако без пари освојуваш повеќе бодови, а со 1 милион имаш помалку бодови. Дека селекцијата на фудбалерите е катастрофална направена. И дека за тоа, ако не ништо друго, вина треба да носи спортскиот директор, кој не треба да се менува со одлука на управен одбор, на извршен одбор, на надзорен одбор на собрание. Спортскиот директор има ингеренција од врзани раце и може да биде назначен и сменет од извршниот директор или од претседател. Во конкретната ситуација мислам дека треба да има спортска одговорност, етичка одговорност. Конструктивни сме сите оние што барем малку не познаваат, знаат дека сме конструктивни. Ова сето го зборуваме конструктивно за доброто на клубот. Не сакам да се навраќам на оние вулгарности што ги слушаме на стадион упатени кон челниците во моментов на фудбалскиот клуб Вардар. Тоа е реакција на публиката. Да, имаат право момчињата и тие таму сите имаат право да реагираат и да се лутат, имаме право и ние да реагираме, да се лутиме. Можеш да го оправдаш или да не го оправдаш тоа, не можеш да го спречиш. Така е, така е. Тоа беше се од нас за вечерва. Ако ви се допаѓаме, можете да стиснете лайк, можете да притиснете subscribe. Со тоа само ни давате поддршка да продуцираме и понатаму за вас. И верували ли не, Вардар нема да испадне од првата лига. Да веруваме.